Благодарам, председателе. Очигледно продолжуваме со дискусии на пратениците и нема да го добиеме што го очекувавме, дека после еден час пауза, барем на нашата забелешка дека нема доволно материјал за точката за избор на уставен судија, дека предлагачот ќе не удостои да го образложи предлогот кој што е денес пред нас. Имено во Уставот, во амандман 29, Судскиот совет покрај изборот и разрешувањата на судиите, како и другите надлежности, во став 1 алинеја 4 ја следи и оценува работата на судиите. Па барем да ни одговореа како вие како Судски совет одлучивте да предметниот кандидат биде предлог за уставен судија, по кои критериуми се водевте при нејзиниот избор за кандидат, од кој е предлогот, како дојдовте до тој судија покрај толку судии во државата. Меѓутоа на тоа немаме одговор. Ова е игнорантски однос од ваша страна кон собранието, кое што е единствен орган пред кој одговарате со вашата работа, согласно амандманот 29 од Уставот, задолжително поднесувате годишен извештај за својата работа. Затоа уште еднаш апелирам да се излезе пред оваа говорница, да го образложите предлогот прво за граѓаните, а потоа и за нас пратениците, и со тоа да докажете дека служите на Уставот, правдата и граѓаните во оваа држава. Меѓутоа, очигледно залудни ми се обидите, ќе останеме на сето ова кое што сега го кажав и дека нема да имаме дополнително образлагање на самиот предмет на денешната расправа на точката на дневниот ред. Благодарам. Благодарам и вам за подсетување